Централни вести, добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5. Почнуваме со насловите. Екс-функционерот на ДУИ Бујар Дардишта и уште десетина приведени под сомнежи за економски криминал. Подолго време се превземаат процесни действија по насока на ОЈОГОК. Измените на кривичниот законник во собрание. До 10 години затвор за злоупотреба на службената положба. Измените се во ред заради заострување на казнената политика. Шилегов јавно побара оставка од Филипче. Тој возвраќа. Власта ја искористи неговата слабост за да и наштети на партијата. Скопје трет ден во топ 10 најзагадени светски градови. Георгиевски најавува сет долгорочни мерки. Да Скопје се покрие со гасни централи и тоа е работа која што исто така не може преку ноќ да се направи. Секој трет тинејџер пуши или прекумерно се опива. Алармантни бројки за просечен 16-годишник во Македонија. Барам еднаш пиеле 5 или повеќе пијалоци во една прилика. Десетина лица, меѓу кои поранешниот висок функционер на ДУИ, Бујар Дардишта, се приведени во акција на Бирото за јавна безбедност. Од обвинителството за организиран криминал и корупција потврдуваат дека акцијата се спроведува на повеќе локации во Скопје и во Куманово за кривични дела од финансиско-економска природа. Дејан Трајковски. Наместо во Косово заврши во притвор. Полицијата според засега неофицијални информации доцна синоќа на граничниот премин Блаце го уапси екс-директорот на управата за матични книги Бујар Дардишта, како и поранешен управител не сама дистрибуција, додека се обидувал да ја премине границата. Дардишта, кој е поранешен функционер на ДУИ, а чие апсење го потврди министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, и уште 10 лица се лишени од слобода во акција во чија насока подолго време се водела истрага, а за која најавуваат дополнителни детали. Вчера вечерта и утринава и во текот на овој ден постапува согласно координирана акција која што подолго време во рамки на која што подолго време се превземаат процесни действија по насока на ОЈОГОК. Во текот на денешниот ден ќе споделиме поголем број на информации кои што се од интерес на јавноста, но да, имаме превземено действија кои што се во насока на лишување од слобода на лицето кое што го споменавте. Неофицијално Канал 5 дознава дека Дардишта и останатите уапсени се сомничат за перење на пари, а според информациите се водела истрага и за јавни набавки во ЕСАМА во секторот топлификација кога бил управител. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција засега единствено само потврдија дека постои основано сомневање за сторени кривични дела од финансиско-економска природа. Под раководство на јавен обвинител од ОЈОГОК, полициски службеници од одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Бирото за јавна безбедност МВР од ноќеска се спроведуваат активности на повеќе локации во Скопје и Куманово поради постоење на основа на сомневање за сторени кривични дела од финансиско-економска природа. Инаку Дардишта, кој директоруваше со повеќе државни институции во земјава за време на 20 годишното владење на ДУИ, во јавноста привлече најголемо внимание како директор на управата за водење на матични книги, кога имаше и рекорден број на сгрешени изводи на родени, умрени, како и изводи на венчани. Воедно во јавноста тогаш се споменуваше и поголемиот број на вработени членови од неговото семејство во јавната администрација. Измените на кривичниот законник влегоа во собраниска процедура. Предлагачи се 9 пратеници на мнозинството. Со измените се заострува казнетата политика преку ревидирање и дополнување на членот 353, кои што се однесува на високопрофилни случаи, а кои предвидуваат казна затвор од 6 месеци до 10 години за злоупотреби на службената положба. Ивана Стојановска.
Заострување на казнената политика со затворски казни кои се движат од 6 месеци до 10 години за злоупотреба на службена положба, злосторничко здружување и злоупотреби при јавните набавки. Вакви законски измени се предвидуваат со предложениот нов кривичен законник кој веќе е доставен до собранието и пратениците. Клучните измени се однесуваат на високопрофилни случаи, односно на членот 353 за злоупотреби на службената положба од страна на функционери, а се воведува и нов став со кој се инкриминираат злоупотребите при јавните набавки. Во предложениот текст членот 353 се менува и се воведува градација при должината на затворската казна во зависност од нанесената штета. Па така, ако сторителот ја злоупотреби службената положба со неизвршување или пречекорување на овластувањата, а при тоа не изврши и друго потешко кривично дело, ќе заработи казна затвор од 6 месеци до 3 години. Ако пак прибави поголема имотна корист и нанесе поголема штета, ќе треба да одлежи од 1 до 5 години. А ако имотната корист и штетата се значителни, казната затвор се зголемува до 8 години. Најголема затворска казна со измените во кривичниот законник се предвидува при злоупотреби во јавните набавки. Односно, ако преку злоупотреба при набавката е прибавена поголема имотна корист или е причинета штета од големи размери, се предвидува затворска казна од минимум 4, а максимум 10 години. Со предложените законски измени во КАЗе се предлага и заострување на казнената политика во членот 394 за злосторничко здружување. Според адвокатот Звонко Давидовик, предложените измени се во правилна насока и предвидуваат заострување на казнената политика во неколку сфери, но смета дека кривичниот законник и понатаму треба да се доработува. Влие на неколку видови на кривични дела се заострува казнената политика. Се делува на злоупотреба на службена положба и овластување, односно несовесно работење во служба, каде што се воведува и елементот на користолюбие. Така да воглавном измените се во ред заради заострување на казнената политика и зачестеноста на овој вид на кривични дела и дел од поведенијата кои не беа санкционирани као кривично дело. Потребата од измени во кривичниот законник беше нотирана во извештаите на Европската комисија и од страна на сите релевантни меѓународни институции и организации за борба со криминалот и корупцијата. По низата забелешки, Уставниот суд во февруари годинава му наложи на собранието да ги анулира штетните последици од измените на КАЗе, што се случија во 2023-та, кога беа укинати или изменети членови, што доведоа до застарување на делата на низа поранешни функционери. Во однос на измените на кривичниот закон и поострите казни за злоупотреба на службената положба, председателката Силјановска Давкова изјави дека ги охрабрува реформите и очекува тие да се усвојат час поскоро. Тоа е многу важна измена во рамките на реформите во судството. Да, и мислам дека треба да се усвојат час поскоро. Исто така укажувам на опасноста, не знам дали е тоа опасност, или на реалното предупредување од Уставниот суд, дека ако ова не се случи до крајот на месецот, дека тие може да посегнат по други мерки. Значи ги охрабрувам и не само за измените на кривичниот закон, туку и за сите закони што се однесуваат на правосудството, да се донесат. Обвинение за екс-директорот и за управителот на комунална хигиена за несобирање на сметот во Скопје. Изборот на привремениот наследник на Љупчо Коцевски ќе причека барем до понеделник. Иако најавено за денеска, Советот на јавните обвинители не избра вршител на должноста државен јавен обвинител поради отсуство на еден од членовите. Во меѓувреме се чека и владата да достави предлог за именување до собранието, пошто ќе биде распишан и оглас за избор на нов републички обвинител. Михајло Видимлиски.
Јавното обвинителство до понеделник ќе остане без ВД шеф откако Советот на јавните обвинители ја одложи денеска закажаната седница. Единствена точка на дневен ред беше определувањето на вршител на функцијата државен јавен обвинител по оставката на Љупчо Коцевски, но отсутна беше обвинителката Јелена Догазанска-Колева, како што кажаа нејзините колеги бидејќи имала други работни активности. Дел од членовите предложија изборот да се одложи бидејќи е важно прашање за кое треба да се одлучува во полн состав. Се работи по мене за највисока институција. Дали евентуално би можело да се одложи ден-два, за да дојде колешката да може Советот барем кога китле за состав да може секој член да се го каже ставот. Тоа се дека се работи за секој случај сериозна, сериозен момент. Добро би било ние како членови на овој Совет да имаме, односно, своје видување на кандидат кој што би бил предложен за таа позиција, па може би не е лош предлогот. Предлогот за одлагање беше едногласно усвоен и председателот на Советот Башким Бесими нова седница за избор на ВД државен обвинител закажа за во понеделник. Тој треба да биде избран од редот на обвинителите во јавното обвинителство на Република Македонија, во кој има 9 обвинители: Анита Тополова Исајловска, Исмаил Дарлишта, Ферат Елези, Джелал Бајрами, Елвин Вели, Лиле Стефанова, Наум Пановски, Валентина Стојановска и Златко Биковски. Со оставката на Коцевски треба да започне и процедурата за избор на негов наследник, со што на потеке собранието, кое треба да објави оглас, но се уште како што потврдија оттаму, не ја добиле предлог одлуката од влада. Откако ќе биде распишан оглас од 15 дена ќе имаат рок кандидатите за поднесување на пријавите. Посебните услови предвидуваат кандидатот да биде обвинител со најмалку 10 години непрекинат работен стаж или судија кривичар. Од оние кои ги исполнуваат условите и добиле позитивно мислење од Советот, владата избира еден и ќе го предложи до собранието, каде се избира со просто мнозинство или со најмалку 61 глас за. Откако екс-градоначалникот Шилегов јавно побара оставка од Филипче, лидерот на СДСМ вели дека зад таквиот повик всушност се крие ВМРО од ДПМН. Филипче смета дека власта ја искористила слабоста на нивниот член за да и наштетат на партијата. Јана Јосиповска. Кој сака нека се приклучи, кој не може или не сака нека остане на страна. Правдата ќе победи. Ова е пораката на лидерот на СДСМ Венко Филипче по прозивките од неговиот сопартиец Петре Шилегов да поднесе оставка од претседателското место во партијата. Само еден ден по изборот на новото партиско раководство, поранешниот градоначалник на Скопје во објава на социјалните мрежи порача дека или си СДСМ или си тезгарош и повика на одговорност за случувањата во партијата, најавувајќи дека прашањата ќе ги постават после празниците. Филипче пак преку Фејсбук одговори дека партијата станала целна како што вели, најголемата предавничка операција која ја подготвила власта за внатрешно дестабилизирање на СДСМ, користејќи ја слабоста на еден нивен член. Јавно да се изнесуваат вакви работи во момент кога ДПМН не напаѓа од сите страни со цел да го замолчи нашиот глас на вистината не е случајно. Тие пронајдоа еден од нас, послаб, ги искористија неговите приватни проблеми, задолженоста кон одредени лица, а очигледно и уцени за да го натераат одвнатре, од самата партија да внесе немир во нашите редови. Ние го разбираме и нема да се пресметуваме со него. На сите не е јасно во каква ситуација се наоѓа. Нема да му одмогнеме, можеме само да му помогнеме. До него е да одлучи која страна ќе ја избере. Во меѓувреме, оставки поднесоа уште неколкумина председатели на општински организации на СДСМ. Првиот човек на Битолскиот огранок и кандидат за градоначалник на последните избори Методи Јакуновски во писмено обраќање објави дека оставката од партиската позиција ја доставил лично до председателот Венко Филипче, а од председател на општинската организација на Крива Паланка се повлекол и актуелниот градоначалник Сашко Митовски. Веднаш по изборниот пораз, оставка си даде и председателот на организацијата на СДСМ во Ѓорче Петров, Коста Динацевски. Со реакција излегоа и од ВМРО ДПМН. Реформите во СДСМ ќе дојдат само со формална оставка на Филипче и председателот во сенка Зоран Заев, велат од владеачката партија. По само еден ден од старо новото раководство на Заев, изгласано од Филипче, летаат оставки од општински организации на СДС и бараат оставки од Филипче. По толку помпезното најавување од страна на Филипче за реформи во СДС, тој го тргна Зоран и го стави Заев на неговото место.
Наместо свеж, чист и нов кадар, тој ги врати старите истрошени кадри од времето на Заев и Ковачевски. Опозицијската СДСМ пред 2 дена го избра новиот тим на партијата, откако претходно по барање на Филипче оставка даде целото раководство. СДСМ денеска најави дека ќе поднесе представка до Уставниот суд по, како што велат, срамната резолуција во собранието. Партискиот лидер Филипче, кој учествуваше на состанокот на партијата на европските социјалисти, пред Европскиот совет од Брисел, порача дека од Европа ќе бара поддршка за одбрана на демократијата во Македонија. Кога парламент носи неуставна резолуција против опозицијата, тогаш државата престанува да биде демократска и влегува во авторитаризам, во режим. Власта сака да ја замолчи и да ја забрани работата на опозицијата, да создаде еднопартиска држава и да ја згасне слободата на говор. СДСМ тоа нема да го дозволи. Ќе одбраниме слободата и демократијата. Овде во Брисел ќе побарам поддршка од цела Европа, од сите прогресивни демократски сили, од сестринските социјалистички и социјалдемократски партии. Македонија мора да биде слободна, демократска и европска држава. Време е за формирање единствен граѓански фронт, фронт за правда, слобода и демократија. Со реакција на ставовите на СДСМ и на изјавата на Филипче се огласија од ВМРО ДПМН. Наводите на СДС дека усвоената резолуција е неуставна и дека ја нарушува слободата на изразување, представуваат грубо неразбирање или свесна злоупотреба на уставно-правната природа на овој акт. Резолуцијата не забранува дебата, не забранува изнесување ставови и не воведува цензура. Таа осуда на дезинформации не представува уставно-правна санкција, туку политичка оценка, што е целосно легитимно право на собранието. Апсурдно е СДС да зборува за уривање на правниот поредок, кога токму тие во минатото носеа одлуки и исклучуваа аранжмани поврзани со мигрантски центри без транспарентност, без јавна расправа и без јасна политичка одговорност. Денес, кога преку резолуцијата јасно се потврдува дека нема и нема да има мигрантски кампови, СДС се обидува преку Уставниот суд да ја продолжи сопствената лажна кампања, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Брисел следната година очекува вистински напредок на Македонија во евроинтеграциите. Македонските власти знаат што треба да направат, се вели во изјавата на првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта по синокешниот самит ЕУ Западен Балкан. Во усвоената декларација од самитот се вели дека добрососедските односи остануваат клучни, како и спроведувањето на меѓународните договори. Јован Ѓорговски. Иднината на Западен Балкан е во Унијата, а властите во Македонија знаат што треба да направат. Ова е пораката која председателот на Европскиот совет Антонио Кошта ја упати по самитот Европска унија Западен Балкан во Брисел. Во писмената изјава Кошта нагласува дека проширувањето останува меѓу клучните приоритети, како и дека процесот е врз основа на заслуги, а не надпревар меѓу земјите кандидатки. Проширувањето вели дека засилува и самата Унија, која, како што додава, треба да испорача на очекувањата кои ги создава. Во однос на Македонија ги поздравуваме чекорите за зајакнување на регионалната поврзаност и се надеваме на вистински напредок во 2026 година. Нивните власти знаат што треба да направат. Декларативните заложби синоќа беа преточени во усвоената декларација по самитот. Во документот од 21 точка стои дека добрососедските односи остануваат клучни за градење на заедничка иднина, како и спроведувањето на меѓународните договори со добра волја, зашто изрично се наведени Преспанскиот договор и договорот со Бугарија. Дел од аналитичарите во земјава велат дека на вчерашниот самит само била потврдена позицијата на Брисел дека без уставни измени нема напредок. Ова што го гледаме е една хомогенизација на проектот од Брисел, која се повторува кон нашите обврски преземени во преговорачката рамка, конкретно уставните измени, и се повторува на неколку параметри. Сите упатуваат на една јасна порака, а тоа е дека не треба да очекуваме промена на сегашните устави, под кои сме ги прифатиле во рамките на преговарачката рамка. Оваа стратегија на владата дека ќе побарат дополнителни гаранции или дополнителни услови е возможна, но таа не може да реферира на условите кои веќе се прифатени. Позицијата на Европската унија е релативно јасна, да бидам колоквијален. Ја примивте фактурата, ја подпишавте фактурата, сега платете ја фактурата за да може да разговараме понатака. Во основа на тоа ќе се сведе динамиката на нашите односи во 2026. Премиерот Христијан Мицковски, која предводеше македонската делегација во Брисел, упати порака дека земјава треба да биде оценувана според постигнатите резултати, а не според билатералните прашања.
Мицкоски истакна дека Македонија со години покажува посветеност кон европските реформи и дека одамна го заслужила своето место во европското семејство. Секој трет тинејџер пуши или прекумерно се опива. Алармантни бројки за просечен 16-годишник во Македонија. Барам еднаш пиеле 5 или повеќе пијалоци во една прилика. Јавното обвинителство поднесе обвинение против екс-директорот на комунална хигиена Сабахадин Рустеми и управителот за отпад во предпријатието за несобирањето на ѓубрето во Скопје. Двајцата се товарат дека како соизвршители сториле кривично дело за грозување на животната средина и природата со отпад во периодот на октомври, кога главниот град се гушеше во смет. Маја Стојановска. Екс-директорот на јавното предпријатие комунална хигиена Сабахадин Рустеми, заедно со управителот за отпад во предпријатието Аки Саити, доби обвинение за загрозување на животната средина. Ова доаѓа по спроведената истрага од основното јавно обвинителство во текот на октомври, кога контейнерите во главниот град подолг период беа затрупани со ѓубре. Според истрагата, Рустеми не ги извршувал работите од својот делокруг на работата, не ги спроведувал одлуките на управниот одбор, ниту се грижал за одржување на опремата и уредите на предпријатието. Управителот Саити пак, иако имал соодветен стручен испит за управување со отпад, заедно со Рустеми не презел мерки за заштита на животната средина и правилно управување со отпадот. Двајцата обвинети со пропуштање на вршење надзор над собирањето, со транспортот и со непрописно управување со отпадот можеле да предизвикаат значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот или водата, опасност за животот или здравието на луѓето, или уништување на растителниот или животинскиот свет во поголеми размери, бидејќи не ја извршиле својата основна дејност за редовно собирање, транспортирање на безопасен отпад, ниту побарале измена на оперативниот план и оперативна програма, обвинетите овозможиле да се создадат депонии на јавни и сообраќајни површини со одлагање на комуналниот отпад во непосредна близина на предвидените садови за собирање. Соопштија од ОЈО Скопје. Јавниот обвинител побара притворот на Рустеми и Саити да им биде заменет со мерки на предпазливост, односно забрана за напуштање на живеелиштето, одземање на патните исправи и обврска за пријавување во судот, со образложение дека истрагата е завршена и тие нема да можат да влијаат врз постапката. Дополнително обвинителството предложи управителот Саити привремено да биде отстранет од работното место, со оглед на тоа што тој се уште бил вработен во комунална хигиена. Скопје продолжува да ги освојува врвовите на најзагадени градови на светот. Из утрината скопјани се разбудија меѓу 7 неславни светски градови по загаденост. Екоактивистите велат дека дузина мерки се испратени до надлежните, но дека се уште чекаат одговори. Јорданчо Цветановски. Скопје е денеска меѓу 10 најзагадени градови во светот, според податоците на платформата IQR. Индексот на загаденост на воздухот во Скопје се движел над 160, што значи многу нездрав воздух и го сместува високо на европската листа на градови со најлош квалитет на воздухот. Градоначалникот на град Скопје Орцо Ѓоргиевски, кој денеска доби нов мандат за председател на ЗЕЛС, каже дека во иднина размислуваат за воведување на 3 клучни мерки со кои значително би се намалило загадувањето. Да Скопје се покрие со гасни централи, и тоа е работа која што исто така не може преку ноќ да се направи. Алтернативни горива за загревање на домаќинствата и она што треба наредната година е да го добиеме како поддршка од страна на владата, нови електрични автобуси и реално функционален превоз за граѓаните да што помалку се користат автомобилите. Драгана Велковска од Зелен Хуман град, од каде веќе поднеле 30 мерки против загаден воздух, побара институциите сериозно да се ангажираат за решавање на проблемот со загадувањето. Еднаш за секогаш да запре тоа палење на депониите и да дишеме освен во зима и во лето, да дишеме ненормално загаден и канцероген воздух. Градежниот шут да се тргне како фракција, тој може да се реупотреби, да се пресоздаде од него суровина и за градежна индустрија и за патишти и така натаму. Второто најбитно исто така е строга, ригорозна контрола на индустријата. А ние гледаме дека се случува спротивното. Ние гледаме дека Министерството за животна средина предлага закон за контрола на индустријски емисии каде што дозволува деловна тајна да биде загадувањето. Со цел намалување на загадувањето, од Зелен Хуман град побараа од скопските градоначалници да не користат огномет при новогодишната прослава.
Инаку, освен во Скопје, загрижувачка е ситуацијата и во Струмица и Кичево, каде 2 дена поред граѓаните се гушат во загаден воздух, а има надминување на секојдневните концентрации на PM10 честички. Поради тоа се воведени неколку препораки, како реорганизација на работното време на отворен простор, ослободување од работа на бревените жени, лицата повозрасни од 60 години и тие кои имаат хронични болести. Секој трет тинејџер во Македонија пуши, а адолесцентите ги заменуваат обичните со електронски цигари, односно никотински производи на затоплување. Алкохолот останува најчесто користена супстанца кај учениците. Според податоците, тешко епизодно пиење, дефинирано како консумирање 5 или повеќе пијалаци на вечер, пријавиле 33% од учениците. Младите консумираат и канабис и кокаин, а има застапеност и на коцката, особено на онлайн мрежите. Покажува истражувањето на Институтот за јавно здравје, кое е спроведено во речиси сите средни училишта во Македонија, а во него биле вклучени над 2800 ученици на 16 годишна возраст. Она што се издвојува како нов тренд и тоа што треба посебно да нас загрижува е порастот на користење на овие електронски цигари. Па така, во 2019 година 21% од учениците имале искуство со овие цигари, додека во 2024 година тој број се искачил на 30. 1/3 од учениците изјавиле дека барем еднаш пиеле 5 или повеќе пијалоци во една прилика, што се смета за пијанство. Благо намалување на пијанството забележуваме само во 2015 година, но сепак трендот продолжува и останува честа и алармантна појава меѓу младите. Ние мора да сме свесни, односно генерално наставниците, па и раководствата на училиштата треба да се свесни за тоа што се случува. Затоа е ви денес соопштување на овие резултати. Ние правиме се што можеме за да го направиме тоа подобро видливо, потука и проектот за препознавање на проблемите кај учениците со Канцеларијата на Обединетите нации, не само што учениците, наставниците ќе треба да препознаат кој од детето што користи и тие добиваат обуки за тоа. В понеделник на иста маса повторно седнуваат работодавачите, синдикатите и владата во рамките на економско-социјалниот совет. Освен најавите дека ќе се разговара за новата потрошувачка кошничка, се очекува на состанокот да се разговара и за барањето за повисок минималец. Сандра Спасовска. Минималната плата и владината потрошувачка кошничка. Ова според најавите ќе бидат едни од главните теми на седницата на економско-социјалниот совет закажана за впонеделник. Од владата остануваат на ставот. Договор за повисок минималец мора да се постигне помеѓу синдикатите и работодавачите, а тие, доколку има, ќе поддржат било какво решение. Во спротивно, заменик министерот за економија Маријан Ристески вели, зголемувањето на минималецот в март следната година ќе биде согласно закон по важичката формула. Се додека не се договорат, важи законот за минимална плата и формулата е многу добро позната. Тој закон е донесен со еден општ консензус на сите три страни во економско-социјалниот совет претходно. Ние тоа го почитуваме и секоја одлука која понатам треба да се носи, треба да биде исто така со консензус, односно договор на сите три страни. Од Бизнис конфедерацијата велат секогаш е потребно да се зголемува платата, но треба да го прават оние кои реално можат, бидејќи оценуваат дека економијата не секаде е подеднакво развиена. Тие како бизнис сектор предлагаат зголемување на платите, но придонесите да останат на исто ниво како и досега. Очекуваме барем дел од нашиот предлог да биде прифатен, а тоа е доколку има можност, не мора да говориме за субвенции по основ на социјални придонеси, меѓутоа може да збориме и за олеснувања, кои исто така многу ќе значат за покачување на платата, така да и работодавачите и владата имаме шанси да им помогнеме за подобар животен стандард.
Дали синдикатите и работодавачите ќе успеат да се договорат останува отворено прашање. Од Конфедерацијата на слободни синдикати велат, на состанокот в понеделник ќе треба да се отворат многу прашања. Ќе разговараме, се надевам, за минималната потрошувачка кошница и од нашиот, од другиот синдикат од ССМ најавуваат за минималната плата, но има и работи кои што треба да ги разговараме во делот на покачувањето на оние работници во јавниот сектор кои што остана на оние плати од пред година и пол. Последно од Сојузот на синдикати на Македонија пак поради, како што посочија растот на трошоците за живот, нивниот предлог до владата на седницата на ЕСС ќе биде минимална плата од 600 евра. Нивните пресметки покажуваат дека на едно 4-члено семејство за основните потреби месечно му се потребни околу 65.000 денари. На највисоко ниво и во присуство на еврокомесарот за проширување Марта Кос, денеска во седиштето на Европската комисија во Брисел, директорот на Царинската управа Бобан Николовски и директорот на Националната царинска агенција на Република Бугарија Ѓорги Димов потпишаа меморандум за разбирање со кој што се овозможува електронска размена на податоци. Николовски вели дека со овој чекор Царинската управа јасно ги покажува силните заложби на институцијата за забрзување на интеграцијата на нашата држава во ЕУ. Целта е забрзување на легалната трговија и спречување на обиди за царинска измама, со што директно ќе се придонесе за заекнување на конкурентноста на македонската економија на пазарот во Европската Унија. Следува само интервју на Панче Тошковски во продолжение на Канал 5. Гоце Михајловски за кратко е со вас. Пријатна вечер.